Поздрав од училница. Јас сум Гордана Икономовска, одделенски наставник од Основното училиште Круме Кепески, Скопје. Ќе изработиме содржина по предметот македонски јазик за прво одделение. Обработка на текст. Малата локомотива што можеше. Треба да разбереш и научиш. Со верба во себе можеш да ги извршиш сите задачи. Упорноста е добра особина која ќе треба да ја негуваш за успешно да ги завршуваш задачите. Мисловна активност. Што можеш? Што можеш да правиш со своето тело? Да скокаш, играш, трчаш. Со очињата? Да ги избереш најубавите играчки. Со ушињата? Да ги слушаш веселите детски песни. А со рачињата? Да градиш замоци од коцки. И што друго можеш? Што друго знаеш да правиш сам? Што можеш да правиш нешто посебно, различно од другите? Но што ќе можеш да правиш во иднина? Што сакаш да научиш? Ќе почнеш да размислуваш, да учиш, осознаваш. Да истражуваш, бараш и откриваш нови знаења. Можеби ќе сакаш да научиш да свириш на некој музички инструмент. Ќе научиш како да се грижиш за своето милениче. А секако, многу често ќе другаруваш со приборот за ликовно. Сега ќе добиеш една задача. Земи неколку листа во убави, весели бои. Нацртај цветови и пупки. Во цветовите нацртај што можеш да правиш, а во пупките нацртај што ќе можеш да правиш. Исечи ги твоите цветови и пупки и од нив создади една ликовна творба. Букет од знаења и надежи. Верувај во себе, биди упорен, изврши ја задачата што ја доби. Ќе бидеш горд на своето дело. Внимателно слушај ја приказната и научи од неа. Запомни ги ликовите во приказната. Препознај го нивниот проблем. Посочи го херојот на приказната. Зошто е херој? Препознај добри и лоши постапки. Почнуваме. Црвената локомотива, полна со играчки и храна, тргна кон селото од железничката станица. Сакаше да ги израдува децата во селото. Весело тргна на пат, но само по неколку километри не можеше да мрдне од место. Куклата Сара и кловнот Изи скокнаа од вагонот и ја сопреа првата локомотива што им доаѓаше од гаражата. Голема,
црна, силна. Ајде, помогни ни да ги однесеме играчките и храната во село кај децата, замоли кловнот. Не можам да губам време на разнесување некакви играчки и храна. Јас морам да превезувам патници. Кловнот и куклата многу се натажија. Набргу се појави жолтата локомотива, убава и долга. Сара и Изи се израдуваа дека се уште има надеж играчките да стигнат кај децата. Побараа помош, а таа им одговори: Многу сум изморена, долго патував. Нема да успеам да ги однесам играчките. Во пресред им доаѓаше една мала, весела сина локомотива. Ја замолија за помош. Ќе се обидам. Среќните играчки, Изи и Сара, веднаш ги закачија вагоните полни со играчки. Возот свирна и тргна. На рамен дел од пругата, синиот воз се движеше лесно. Имаше сила. Пуф, 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 пуф. Кога започна угорницата, локомотивата почна да забавува. Чадеше од сите страни, но не се откажуваше. Повторуваше во ист ритам. Јас можам. Јас можам. Јас можам. Со последни сили го искачи ридот. Браво! А потоа летна надолу. Тоа е лесно. Играчките скокаа од радост. Знаев дека можам. Можам. Успеав. Гордо свирна локомотивата и го продолжи патот кон селото. Ако внимателно ја слушавте приказната, сега лесно ќе можете да одговорите на прашањата од техниката ѕвезда на приказната. Кој учествуваше во приказната? Набројте ги ликовите. Кој е ѕвезда? Херој на приказната. Издвој го од сите ликови оној лик кој ја заврши задачата. Каде се одвиваше приказната? Посочи го местото каде започна се и каде се одвиваше дејствието. Што се случи во приказната? Кусо раскажи ги настаните кои што ги запомни од оваа приказна. Дали имаше проблем во оваа приказна? Секако. Кој беше проблемот? Објасни што се случи со црвената локомотива. Како се реши проблемот? Објасни кој го реши проблемот и како. Што ти се допадна во приказната? Опиши со своји зборови кога ти се почувствува убаво и пријатно.
Што не ти се допадна во приказната? Опиши ги оние моменти каде се почувствува нелагодно. А потоа, со кој од ликовите би сакал да се поистоветиш? Како која од локомотивите сакаш да бидеш? Црвената, жолтата, црната или сината локомотива? Одговарај ги прашањава самостојно. Што научивме од приказнава? Задачите кои ги добиваме често знаат да бидат тешки. Може да разбудат страв дека нема да ги извршиме. Треба да научиш да веруваш во себе, да се обидуваш повеќе пати, да бидеш упорен. Упорноста е позитивна особина. Таа доведува до успешно извршување на задачите. Успехот буди чувство на среќа. Имај успешна иднина, чувствувај среќа.